Граѓаните во Македонија два пати ги бойкотираа маркетите со надеж дека ќе се намалат цените на производите. По само 4 дена од последниот бойкот во петокот, денеска во дел од маркетите забележително беше намалувањето на тоалетната хартија од 260 на 80 денари. Но анкетираните граѓани на терен велат ова е само акција, а не трајно намалување. Кога се во прашање цените на останатите производи, разлика речи си да нема. Децидни дека бойкотот и не дал некој голем ефект, иако очекувале подрастично намалување на цените на производите. Нема ефект, затоа што они се навикнати повеќе приход да стварат. Кога човек навикне лаковна пара, тоа е многу јасно. Тоа се они се ги. Не гледам да е нешто намалено. Меѓутоа, може само државата ќе преземе работата со нив. Како што гледам, горе-долу исти. Па, најверојатно се исти. Нема, тоа што зијам јас, нема разлика. Да не се качат па за намалување, тешко. Гледаш не било. Качаш платат, качат се цените. Значи не е тоа решение, треба некој друго решение да се најде. Мислам дека ќе нема ништо од тоа. Се исто ќе биде. А би требало да се преземат некои мерки, да се преземат. Инаку првиот бойкот во Македонија го намали прометот на големите маркети за 50% споредбено со ден претходно. Вториот пак нешто повеќе од 20%. Економистите децидни дека мора да се бара друга алтернатива кога се во прашање високите цени на производите, бидејќи со бойкот на маркетите нема да се постигне посакуваниот долгорочен ефект.